Благодарам, Јована, за најавата. Да, тука сме во клиниката за очни болести во тек неделата на глауком, која има за цел да ја подигне јавната свест за ова сериозно очно заболување што често се развива без симптоми, но може да доведе до трајно оштетување на видот. Токму затоа лекарите апелираат на редовни очни прегледи и навремена дијагноза. Повеќе за глаукомот, ризик факторите и современите методи на лекување разговараме со доцент доктор Ирина Богданова, шеф на кабинетот за глауком на клиниката за очни болести. Докторке, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро. Поздрав до гледачите на Македонската телевизија. На почеток на нашиот разговор, ајде да им откриеме на нашите гледачи што точно представува глаукомот и зошто се нарекува тивокрадец на видот. Да, Мартин, од денеска започнува светската недела на глауком, која што се одбележува секаде во светот со различни акции, така да и ние во чест на оваа недела имаме планирани акции. Глаукомот представува едно прогресивно очно заболување кое што доведува до трајно оштетување на видниот нерв со делумно или комплетно губење на иреверзибилно на видната острина, односно на видот. Најдобар лек за ова заболување е навремената дијагностика и скринингот, значи навремено детектирање на болест. Во чест на светската недела на глаукомот имаме планирано повеќе акции, меѓу кои значи од денеска започнува бесплатното мерење на очен притисок на клиниката за очни болести, кој што ќе се одвива во амбулантниот дел на клиниката, значи од 9 до 12 часот сите граѓани кои што се заинтересирани за премерување на нивниот очен притисок ќе може да се јават во просториите на клиниката, односно во амбулантниот дел, каде што ќе им биде измерен очниот притисок. Понатаму, во четврток, на 12 март, планирана е акција за бесплатно мерење на очниот притисок, кој што ќе се одвива на централното градско подрачје, односно на платото кај спомен куќата Мајка Тереза, ќе биде поставен шатор, каде што ќе има бесплатно мерење од 9 до 14 часот, значи тоа ќе биде на 12 март во четврток. Така, тоа е одлична можност за граѓаните да може да дојдат и да измерат очен притисок. Кажете ми, докторке, кои се најчестите ризик фактори, кои луѓе треба особено редовно да прават очни прегледи и уште едно потпрашање дали глаукомот може да се препознае навреме и колку е важна раната дијагноза. Вие веќе го начнавте ова прашање. Да, така, на почетокот Мартин кажав дека е најважна е навременото детектирање и поставување на дијагнозата. Инаку во ризик фактори постојат повеќе ризик фактори, значи за ова заболување, но најголем ризик фактор се смета висината на очниот притисок, значи високиот очен притисок доведува до појава на ова заболување како најголем ризик фактор. Затоа и при сите овие акции што ги правиме со цел на детекција, односно мерење на очниот притисок. Можам да кажам дека со сите овие акции од претходните години, апелирања и така натаму до граѓаните, свеста на граѓаните е веќе подигната за самото заболување, со тоа што доаѓаат често пати во амбуланта и заради други очни прегледи, а во меѓувреме бараат мерење на очниот притисок, значи премерување на очниот притисок. Исто така, значи покрај очниот притисок, други ризик фактори за самото заболување може да бидат и дијабетот, и високиот очен притисок, високиот крвен притисок и така натаму. Да, во моментов гледаме мерење на очен притисок, какви современи методи на лекување и контрола на болеста денеска се применуваат? Да, со напредокот на медицината, исто така има нови методи и за мерење на очниот притисок, како и за лекување, значи на пациентите со глауком. Со тоа што еве може да видат и гледачите дека очниот притисок се изведува со воздушно мерење, така ќе биде и оваа недела акцијата спроведена, значи без анестезирање, додека во минатото пациентите се анестезира и така натаму за да може да им се избери очен притисок. Сега мерењето на очниот притисок оди воздушно, понатаму доколку се детектира самото заболување, оди конзервативно лекување со помош на топикална капки, значи апликација на капки
хирушки, а додека е потребно хирушка интервенција, тогаш исто така имаме нови методи за третман хирушки со имплантација на тие стентови, така наречени за регулација на очниот притисок. Докторке, која е вашата препорака до граѓаните? Колку често треба да се прават превентивни очни прегледи? Да, па јас сум апелирала исто така во повеќе наврати да очните прегледи бидат барем еднаш во годината, независно дали се има потреба за очен преглед или не, значи еднаш во годината да се направи офталмолошки преглед на кој би се измерил и очниот притисок да се детектира. И за крај на нашиот разговор, уште еднаш да ги напоменеме термините за гледачите што се вклучија подоцна во нашата емисија, кога и каде ќе можат да направат мерење на очен притисок? Да, значи на клиниката за очни болести во амбулантниот дел од 9 до 12 часот секој ден и на 12 март, тоа е четврток, од 9 до 14 часот на платото пред спомен куќата на Мајка Тереса. Доктор Богданова, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма Македонија на очи. Благодарам на поканата. А се разбира за неделата на глаукомот, утрово во Македонија наутро разговаравме со доцент доктор Ирина Богданова, шеф на кабинетот за глауком на клиниката за очни болести. Колеги? Благодарам.